Вечерва правиме анализа на изборниот ден со политичкиот аналитичар Сефер Селими. Селимин, добро вечер, благодарам што сте со нас. Добро вечер. Ги слушнавме последните информации од Државната изборна комисија. Генерално намалена излезност до речиси сите општини, освен во Врапчиште, каде што има зголемување на излезноста од 7,35%. А ако се гледаат бројките, веројатно да важеа старите правила, повторно никаде немаше да има цензус, можеби само во Врапчиште. Која е вашата првична оценка на изборниот ден и она што го гледаме како бројки до сега? Мислам дека ние како држава веќе сме поминале во некоја, ајде да кажеме, зрела демократија, каде денот на изборите се одвива без поттешкоти, без сериозни проблеми или нарушување на процесот. За мене излезноста е очекувано дека ќе биде малку помало. Дури во првиот пат во Гостивар за 21 глас не беше достигнат цензусот и затоа имаме повторување на изборите и во првиот пат. Но и овој пат мотивацијата на гласачите е многу мала во Гостивар, поради тоа што разликата е преголема помеѓу двата политички табори и повеќето не се чувствуваат дека ќе можат да сменат нешто. Било во едната страна, било во другата страна. Така да ја мислам дека тука не гласат сите граѓани, туку гласат само политичките тела или политичките приврзници и на едниот и на другиот политички табор. Мислите тоа што вреди го искористи Невзат Бејта, како играч поранешен на ДУИ, сериозно име од ДУИ, нема да им помогне во Гостивар? Може да има мала разлика, меѓутоа не се очекува некоја драстична разлика, поради тоа што ние знаеме дека ретко кога име или политичар може да направи разлика во бројките, повеќе пати тоа се гласања по политички партии, а не по индивидуалци. И во овој случај секако дека можеби господинот Бејта ке има подобар резултат од неговиот претходник во последните избори, кој беше за повеќето познат во Гостивар, нели Гостивар е мал град и се знаат луѓето меѓу себе, меѓутоа немаше политички габарит за да може да се спротивстави на коалицијата на ДУИ и на Алијанса за албанците. Тоа што го бележиме во Врапчиште, каде имаме зголемување на бројот, таму беше известно дури пред изборите во октомври 2025 дека тешко дека ќе може да се постигне цензусот. Во овој случај во таа општина има премногу граѓани кои моментално или привремено работат во Хрватска, во крајбрежјето, Јадранското крајбрежје, тие се познати како печалбари во тој дел и сега тие се вратени дома, каде што престојуваат во овие 4-5 месеци додека не се враќат таму назад и затоа на тоа се должи тоа зголемување. Тоа се должи на тоа, не дека има некоја друга разлика. Маврово и Ростуше исто така, ја очекував дека ќе има едно мало зголемување, баш поради тоа што Маврово и Ростуше исто така е регион кој има многу печалбари кои во ова време се враќат и престојуваат во Македонија, но ете гледаме дека тоа нема некоја друга разлика. Таму ќе биде интересно пошто таму има некоја можност да се поместува малку резултатот, иако не беше фер од страна на владата, каде повереник на власта се стави еден од кандидатите, а беше сосема спротивно од тоа што се направи во Врапчиште и во Гостивар, но ке видиме, не очекувам пак да имаме и таму смена. Но некако најинтересна е општината Гостивар, можеби за тоа што станува за една урбана општина, најголема од сите овие 4 општини. Сакам да направиме една анализа во однос на тоа што ќе значи изборниот резултат за победа за едните и победа за другите. Може ли некако резултатот во Гостивар да влијае на пошироката политичка сцена во албанскиот блок? Секако дека да. Гостивар и Врапчиште се во 6-та изборна единица која е од витално значење за албанското представување во парламентот во Македонија и секако дека тука
тоа значи предност или значи слабост на другата, на едната или на другата страна. Сега имаме еден баланс каде што Госивар и Врапчиште се остро настроени против албанските политички партии кои се моментално во влада, и го имаме Тетово каде што имаме еден баланс. Ако ги земаме обзирно анализата што е направена со бројот на гласачите кои гласале за едната или другата коалиција за советници во шеста изборна единица, имаме една предност на коалицијата предводена од ДУИ, и тоа во број на пратеници мислам дека требаше да гласи 10:7 во симулација на мандати на пратеници. Така да сепак останува ДУИ, останува добро застапена во шеста изборна единица, продолжува да биде поголема политичка партија, и секако дека коалицијата со господинот Таравари во таа изборна единица и во овие општини го даде очекуваниот резултат. Тоа сакав да ве прашам, чиви се тие гласови во Гостивар, на Таравари или на Ахмети? На двете. Господинот Таравари, по моја оценка и тоа што е направено како анализа, единствено место каде што е имал некакво големо влијание или придонел за коалицијата се токму Гостивар и Врапчиште. Во другите делови сепак тежината, поголемата тежина или поголемиот број на гласови ги влече ДУИ како политичка партија. Овие помалите политички партии имат скромен придонес во бројот на гласовите. Се по локалните избори неколку пати се обидовме да добиеме став или мислење од Арбен Таравари за ситуацијата. Најавуваше постојано дека ќе се обрати на јавноста откако ќе завршат овие избори во Гостивар. Што очекувате да направи како следен чекор Таравари? Многу се зборуваше во јавноста, можно за спојување со Алијанса на села, но видовме пак дека тој се повлече од коалицијата со ДУИ, можно целосно повлекување на Таравари од политиката. Што би очекувале вие да следува во идниот период? Повеќе опции се во игра, мислам, по моја проценка. Ја не би се чудел ако имаме и некоја фузија со ДУИ. И да имаме некаков спој со ДУИ во политичката дејност. Не знам тоа како би можело да изгледа. Можеме да го имаме сосема спротивното, каде што Таравари ке се одвои од ДУИ, ке се обиде да го ребрендира својата политичка партија и себе си како политичар. Тоа што се обидува да го прави сега во овој момент. Но тие се многу потешки варијанти за обстојување во политичката сцена, поради тоа што и двете се во опозиција, и двете имат, речиси, ист таргет на гласачи кои остана во власта со повеќето од функционерите кои се отцепија од Арбен Таравари и продолжија да бидат дел од коалицијата ВЛЕН. Тоа ќе зависи во голема мера и со случувањата што ќе се одвиваат внатре во ВЛЕН. ВЛЕН е во внатрешна криза, тешко дека ќе опстои како коалиција ваква каква што е, и тешко дека ќе се претвори во една политичка партија со еден лидер. Ја оценувам дека таму ќе има нови случувања и тоа ќе видиме како ќе се... Дури по ваква прогласена голема победа на локалните избори? Ја мислам дека никој од таму не е до крај задоволен од резултатот. Таму имате еден конгломерат на различни идеологии, различни интереси кои ги спојува само власт. И тие не се сакат малку повеќе, тие се сакат помеѓу себе колку се сакат со Али Ахмети. Меѓутоа, ДУИ и Али Ахмети како политичка сила им наметна на нив да се здружуваат и да настапуваат заеднички. Сега нормално таму има амбиции, има лични интереси, има партиски интереси, некои од политичките партии од сега натаму мислат дека им треба да им следи повеќе од власта, треба да се подобро позиционирани. Имаме
еден дуализам помеѓу господинот Билал Касами и господинот Изет Меджити, кој ќе биде лидерот. Де факто господинот Меджити се поставува како лидер на политичката партија или коалиција, а од друга страна тоа не се прифаќа толку добро од страна на активистите на Беса и на Билал Касами, и мислам дека и господинот Касами нема да го отстапи по никоја цена лидерската позиција, поради тоа што господинот Касами го води најголемата албанска општина во Македонија, каде што се црпат повеќето од гласовите и од каде се црпи повеќето мандати на пратеници. По таа логика, он би се сметал дека е најповикан да биде лидер на коалицијата Влен. Сега морам да ве прашам од друга страна, некакви промени беа направени во Демократската унија за интеграција, тие велат дека се големи промени во партијата, иако за граѓаните делува не многу различно, затоа што на позиции дојдоа ликови кои што се познати во јавноста и досега извршувале функции, но видов анализи деновиве или коментари дека без Али Ахмети Дуи нема да биде Дуи. Дали е така? Секако дека сите овие 20 и кусур години Дуи е поврзано со личноста на господинот Ахмети и секако дека голем дел од нивната политичко делување го базират во ликот и во популарноста на господинот Ахмети. Дуи е голема политичка партија која долги години беше на власт, има различни локални лидери кои исто така имат голем придонес во Дуи и имат влијание во носењето на одлуките, и таа реформа опфати еден голем дел од нив. Значи, вие сега во новото председателство го немате господинот Талјат Џафери, која држеше најголемата политичка и државна функција која го има држана било кој албанец до сега. Тој беше премиер на државата. Го немате Муса Џафери. Тој па не бил спорен лик во Дуи, лик кој што бил поврзуван со криминал, со корупција. Видете, долгото да сте толку долго во политичката сцена, сепак се консумирате. Без разлика, значи, секој од нив е различно и секој од нив има различни придонеси, но има и пофалби и критики. Ја не навлегувам во тоа. Ја го гледам од призмата на кој не е во председателството. И тие кои не се, например, не е Талат Џафери, не е Муса Џафери, не е Блерин Беџети, не е Садула Дураку, не е Теута Арифи, не е Џеват Адеми. Значи, голем, широк број на луѓе кои биле локални лидери, кои имале големо влијание во Дуи, веќе не се дел во председателството. Мислам дека беше спомнато во брифингот со новинари и аналитичари дека 60 и кусур проценти од членовите се променети. Сега, верувам дека за брзо ќе ги добиеме резултатите, не се многу општини, не се многу избирачки места, вкупниот број на оние кои што гласале 35.984. Од она што го препознавам како очекување од вашата анализа се дека коалицијата на Дуи би го добила Гостивар и Врапчиште. ВМРО ДПМН Мицковски веќе најави пресконференција во ВМРО ДПМН во 20:45. Ако се погледнат резултатите од октомври, таму над 57% веќе имал нивниот кандидат во општината Маврово Ростич, што се очекува да го повторат и на овие избори. Во центар Жупа еден кандидат имаме на Демократската партија на турците и веројатно така би изгледал некако и крајот на овој избирачки ден, но што ако повторно се случи во некоја од општините да не се постигне потребниот услов за избор на градоначелник? Нема во овој случај немаме. Треба 50 плюс 1 да гласаат за од излезените за градоначелник. Дали тоа ќе биде удар од гласачите? Да бидам целосно искрен, не очекувате таква? Не очекувам дека тоа ќе се случи. Во сите овие општини резултатите биле сериозно
со сериозна разлика. Мислам дека Валион Лимани имаше 70%, над 60% повеќе. До 70%. Но со друг кандидат од вреди. Од првичните анализи тоа се повторува. Сега ми пишуваат од гостивар дека првите резултати го отсликуваат истиот резултат. Не знам во Врапчиште се уште не знам кои се резултатите, но сепак очекувам дека нема да има големи поместувања. Значи тоа е гласачкото тело. Тие веќе еднаш се произнесоа. Во Врапчиште, каде што имаме подигнување на бројот на учесниците во избори, на гласачи, таму може да има некое поместување, во но намалување... кандидатот на ДУИ имал 88% тогаш. Некое намалување може би да има таму на разликата, но не очекувам дека ќе имаме пресврт на резултатот. Само кратко ќе ве прашам, 2 месеци помина од функционирањето на новата локална власт во најголем дел од општините. Како сте задоволен од сработеното или каков тренд се покажа? Првите 100 дена на секоја власт, и централна и нова локална власт, треба да им се даде време, повеќето од нив треба да се навикнат и да се снаоѓат каде се наоѓат, да креираат своји екипи за работа внатре во општините, да се запознаат со еден добар дел од градоначалниците дури треба да се запознаат и со нивните ингеренции, кои се одговорности и процедури и процеси, така да ја мислам дека е премногу рано да се оценува. Било на позитивно, било на негативно. Добро е, јас сум задоволен од тоа што во албанските општини на многу места имаме нови градоначалници, и тоа е добро освежување и за амбициите на политичките партии и на самите градоначалници кои имат малку повеќе елан и мотивација да се покажуваат, така да ја мислам дека демократијата е многу добра и промената на власт секогаш не секогаш, меѓутоа во повеќе наврати оди во прилог на граѓаните. Селим, благодарам многу за оваа анализа. И благодарам на поканата.